Дури 30% помалку тутун ќе произведат струмичките земјоделци годинава. Минатогодишните проблеми со откупот, како со ниските откупни цени, така и со вишокот тутун, па и одземањето на лиценцијата на еден откупувач, негативно влијаат врз интересот на производителите да ја засеат оваа индустријска култура. Ланската година, по однос на второто прашање, ланската година оцената катастрофална, во многу придонесува оваа година да се намали интересот барем кај тие кои што имаат што друго да работа сем тутун. Значи се очекува намалување на производството од производителите и намалување на површините и количините од откупните организации дури со 30%. Така да, ако лани имал, например, 10 декари, ова година му заклучуват 4-5 декари. Значи и количини и површини се немалени. Дали овие тутунари кои што нема да произведуваат оваа година тутун, ќе го пренасочат своето производство кон градинарски култури или некои други култури, или ќе останат празни и необработени површини? За несреќа повеќе се празни површини. Те земи го Иловица, земи го Костурино, кои што беа големи производители на тутун, сега веќе ги нема. Иловица голем производител на тутун, сега ориентирани на ран компир, пеперонки, пиперки, градинарско производство. Така да за несреќа или за жал поголем дел од нашето плодно земјиште останува необработено. Секако резултат на се ми се чини на слабата политика во земјоделието. Годинава тутунарите сеат со страв, појаснува Андонов, повикувајќи се на гласините кои се ширеле меѓу нив. Ова што се шири меѓу народот, нека е кажано не од фирмите, него од нивните извршители. Викат, немојте да го берете тутун од прва и втора рака, нема да ви се откупува. Значи, уште сега се ствара фама и луѓето се питат дали на вешечки начин ќе качат цената на производството на тутун, да не е како лани 160 денара. 160 денара на целокупниот тутун, иначе имаме на недоговорени од 65 денари, така да луѓето ќе работат меѓуто со страв. Еве веќе најавуват, немојте да ги берете долните берби, и нема да ви се откупуват. Така да нема некој ентузијазм, нема некој верба во ова производство, се со страв се работи. Инаку Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на сметките на 28.168 субјекти исплати близу 1,7 милиарди денари за произведен и предаден тутун од реколтата 2020 година, информираа денеска. Директорот на агенцијата Никица Бачовски информира дека станува збор за исплата на сите производители кои правно-законски ги исполниле условите за добивање финансиска поддршка по оваа мерка. Средствата се веќе легнати на сметките на сите производители кои што произведениот тутун го предале во регистрираните откупни центри: Тутунски комбинат Прилеп, Алијанс, Сокота, Пашовски, Секе, Орбита Табак, Кавекс Балкан, Месиријан и Бако, информира Бачовски. Висината на директните плаќања изнесува 80 денари по килограм за прва класа произведен и предаден тутун, 70 денари за втора класа и 60 денари за трета класа произведен и предаден тутун од реколтата 2020.